Знаеш, многу е полесно да кажеш на мене сите ми грешат одоколу, јас сум тој кој што е повреден од другите, а многу ретко забележувам луѓе кои што се реално себе свесни дека всушност таа виктимизација не прави ништо добро, туку напротив само нели не затвара во тој бабл, ќе си речат добро, ако сакам партија не ми треба факултет за тоа. Значи имаш притисок од дома, имаш притисок од средината, имаш притисок од образованието, секогаш се наметнува оној момент на совршеност. Ти треба да бидеш совршен од сите страни, ти не треба да бидеш оној кој што ќе сгреши. Зорана, како си? Добро утро. Јас се чувствувам одлично, како си ти? Добре, убаво, веќе неколку дена поред пак сме назад во таа некоја шема на снимање подкасти. И баш ми е мило што денес може да зборуваме заедно. Сме имале доста разговори надвор од студио, надвор од камера, ама еве и вака. Пак мислам дека на тоа се должи и убавината на овој разговор, што првпат нашите разговори ќе бидат можеби некако представени, нели, во некоја друга целина надвор од нашите секојдневни разговори, ама добро, тоа е дел од причината, нели, зошто и се чувствуваме добро. Ама мислам дека пак доста од разговорите што сме ги имале пак ќе дојдат во самиот разговор, Точно. Така што нема да бидат толку различни, ама ајде да не должиме многу. Сакам да те прашам, како и на секој гостин, така и за тебе, што е за тебе ментално здравје? Ментално здравје за мене нели не е некоја дефиниција, повеќе чувство. Чувството за препознавањето како ние вистински се чувствуваме, како ние се справуваме со нашите емоции кои што секојдневно ги имаме. Меѓутоа и имам една фраза која што многу често ја користам, чувството за осет, како се справуваат и што чувствуваат и другите луѓе. Не функционираме нели сами, изолирани од останатите луѓе околу нас, така што мислам дека менталното здравје најдобро би го дефинирала како соодносот на нашите чувства и емоции со кои што се справуваме во однос на другите луѓе, нели, и спротивната насока, како ние им правиме со нашето однесување на другите луѓе да се чувствуваат и што поттикнуваме кај нив. Да, никогаш не е едносмерна улица, секогаш и како и ние правиме, и како нас ни прават. И мислам дека многу често кога ќе се спомне менталното здравје како термин, најчесто младите луѓе го перцепираат како нешто што зависи само од нас самите, без да ги гледаме факторите кои што влијаат од нашата средина, а всушност мислам дека менталното здравје нели е дефинирано од средината во која што се наоѓаме. Да, веќе не живееме во вакуум, не живееме се супер, се одлично и се само ние сме проблемот. Да. Најчесто кога имаш нели особено некои негативни емоции, секогаш се осврнуваш од тој момент дека проблемот лежи во тебе. Меѓутоа најчесто и тоа е еден механизам на справување со негативните чувства, затоа што не сакаме подлабоко да навлеземе, нели да го најдеме виновникот, дали навистина сме ние или има и други причини кои што не поттикнале баш така и да ги разбираме и да ги перцепираме работите. Да, и мислам дека тоа највеќе можеби се должи на тоа што ние не може да ги контролираме другите работи, а себе може на некој начин да се контролираме и многу е полесно да живееме со тоа. Окей, у мене е проблемот, ова треба да сменам, ова треба да направам, уствари не гледаме дека некој што треба да одзумираме, да видиме, чекај, ја правам најдобро што можам, ама средината каде што сум, луѓето околу мене, работата која што ја работам. Точно. Тоа влие многу повеќе отколку ја да може да направам некоја мала промена у однесување, у навика, у едно друго, ама ако овие работи останат исти, нема да има никаков ефект. Другиот проблем што мислам дека со кој што се соочуваме и зошто толку се осврнуваме нели на нас самите, е моментот, јас тоа многу често го зборуваме, таа психологија на виктимизација. Знаеш, многу е полесно да кажеш на мене сите ми грешат одоколу, јас сум тој кој што е повреден од другите и така натаму, во однос на тоа дека
многу е полесно да забележуваш што другите ти грешат на тебе и всушност твоето лично однесување да го пресликуваш на грешките на другите. А многу ретко забележувам луѓе кои што се реално себе свесни дека всушност таа виктимизација не прави ништо добро, туку напротив само нели не затвара во тој бабл каде што ние си живееме во тој свет и не сме свесни всушност колку и другите луѓе на некој начин се допрени од нашиот однос и кои се тие меѓусебни влијанија кои што си ги даваме и си ги правиме едни на други. Да, и многу е лесно да се остане во тој бабл или таа некоја комфортна зона кај што можеби не ни е најсење, можеби знаеме со кои работи се чуваме, можеби ја имаме таа свесност, ама знаеме дека ако сакаме да ни биде подобро, ако сакаме да направиме нешто повеќе, ќе мора да излеземе од комфортната зона и не знаем. Тоа ми текнува кога се спремав да трчам маратон и знаев дека имам истрчано највеќе 30 км. Последниве 11 км ми беа тотална непознаница. И у еден момент имаш такво чувство пред да доеш до тие последни 11 си као чекам, како ќе биде после 30 км, како ќе биде после 35. Пошто никогаш до сега не си ги истршал тие последни 11, 10, 5. Ти си истршал толку, ама никогаш заеднички. И тука е тоа, многу ни е полесно се откажеме, остануваме таму кај што сме, остануваме со мајндсетот или со тоа како размислуваме, што правиме, наместо да излеземе од комфортната зона и да не чека ќе направиме нешто кај што не знам што ќе се случи после тоа. Па да, јас тоа секогаш велам, само свесноста за работите кои што ги правиме се првиот чекор како да се гледаш дека од нешто си уплашен, гледаш дека за нешто не си подготвен, можеби и не знаеш дали се подготвен и ти си само свесен за твојата ситуација и тоа е супер прв чекор, да бидеш свесен за работите кои што ти се случуваат. Меѓутоа многу често недостасува моментот на акција што после тоа. И најчесто нашата комфорт зона завршува со свесноста. Таму се чувствуваме дека не треба да направиме ништо, дека не можеме да го направиме подобро, меѓутоа не можеме да го направиме ни полошо. И остануваме без никаква конкретна акција, всушност да видиме кои се нашите лимити и да ги тестираме нашите лимити. И тоа се почесто го забележувам кај луѓе дека ние сме супер во нашата комфорт зона, знаеме дека не ни е сјајно, но нели тоа е тоа, ако не можеме да имаме брза валидација и брз резултат на она кое што ќе го направиме, всушност ние не се ни осудуваме да направиме чекор понатаму. Дури јас ја имам на моменти стравот од излегувањето од комфорт зоната, меѓутоа наоѓаш начини како да почнеш да се тестираш самиот себе со мали чекори, да излезеш од таа комфорт зона и да направиш некаква реална промена. Да, и една од причините зашто сакав да збориме со тебе, бидејќи мислам дека имаш доста уникатен преглед на работа и си у ситуација каде што од неколку различни перспективи ние може да зборуваме, ама веќе кога зборуваме за комфорт зона, за излегување од тоа, се помалку и помалку луѓе денеска не сакаат да се нафаќаат со, да кажеме, општествени науки. Или пак да навлегуваат во некои тие академски води кои што се некојаш порано можеби тоа било престиж и титулата на дали на професор или да биеш асистент, што и да е во академските води, и се помалку и помалку луѓе се одлучуваат на тоа. Ти си една од тие кои што млади луѓе кои што сакаат со тоа да се занимаваат и ја се шалам секојаш со наш заеднички пријател Донев, кој што ја од секоја знаев дека он сака тоа да го работи, ама ја, иако на ист факултет, иако знаев дека ја тоа не можам да го работам и не би уживал у самото. Ама ти си некој кој што ужива. Кажи ми, од каде доаѓа таа желба да бидеш во тие некои академски води, да не го следиш тоа што сите млади сакаат, туку ајде, сакам да се занимавам со академија. И тоа општествени науки. Да, што желбата веројатно тлеела уште од рано детство, дека сакам да останам во тој свет на наука, меѓутоа мислам дека поголема мотивација од тоа беше хуманоста на самата работа.
Најголема мотивација за да останам во сето тоа е кога сватив дека децата со кои што сум работела и пред да бидам демонстратор, меѓутоа и откако почнав да се, нели, на самиот факултет, кога веќе имаш работа со повозрасни луѓе, многу е хумано да знаеш дека дел од твоето знаење кое што си го стекнал и искуство низ годините го пренесуваш на некој друг. Нешто кое што мислам дека во нашиот современ свет навистина многу недостасува, особено во нашата држава, каде што луѓето стануваат толку себични и за своето знаење, и за своето искуство, нели, оние флоскули, ја што сум поминал, па ќе поминаш и ти, никој не гледа дека всушност на новите генерации им треба оној момент дека да, јас сум го поминал тоа, меѓутоа зошто да го поминуваш и ти? Ајде за тебе да го промениме патот, ајде за тебе да ги направиме поразлични работите. И можеби многу ми помогна кога сватив дека јас сум немала човек како мене, зборам генерацијски поблиску, затоа што секогаш имаш дел од професорите кои што ќе се представат и ќе се наметнат не само како позитивен авторитет, туку како и пријател. Меѓутоа друга е кога веќе имаш личност од поблиска генерацијска перспектива на кого што можеш да се обратиш. Така што мотивацијата дефинитивно беше и хуманоста и желбата да се занимавам со теоријата, а не со праксата. Можеби до некаде бев и разочарана од праксата, од оној практичен дел кој што со нашите факултети можеш да го работиш. За жал живееме во општество каде што праксата треба навистина да си психички спремен, подготвен, да можеш да се соживееш со се она што ќе ти се случи додека работиш во реалниот свет. Меѓутоа, како човек што ги работел двете работи, морам да признам дека двете работи носат различна хуманост. Академијата нуди хуманост од аспект на предавање на знаењето, додека практиката нуди реална помош во конкретни ситуации. Така што многу е важно себе препознавањето за каде ти се пронаоѓаш. Што од самиот старт знаев дека повеќе ќе се пронајдам во академијата. И знаеш, на крајот на денот легнуваш со помислата дека правиш нешто подобро. Многу си свесен за грешките кои што системот ги има, многу си свесен за тоа што ти недостасува и си велиш, добро, ако мене ова ми недостасувало, зошто да недостасува на некој друг, и се бориш да го полека, но сигурно да ги промениш работите кои што недостасуваат. Меѓутоа, кај нас многу луѓе се откажуваат од сето тоа, затоа што пред се не тргнуваме со јасна визија што сакаме од иднината. Не може секогаш конкретно да знаеме ние самите, нели, каде ќе не однесе патот, тоа е невозможно. Меѓутоа, забележувам дека се повеќе и повеќе луѓе, особено за општествените науки, не се запишуваат затоа што тоа го сакаат да го работат, туку затоа што немаат друга опција. И тоа е навистина тажно. Од другата страна, социјалниот капитал кај нас, општествениот капитал, сметам дека е на многу ниско ниво и се повеќе и повеќе паѓа. И тоа е една од причините зашто ги гледаме и овие факултети и струки како неуспешни, а од друга страна исто така и неатрактивни. Па да, многу е тешко, например, јас знам за кога се запишав, знаев дека сакам да одам на правен факултет, знаев дека сакам да студирам политички науки и добиваш коментари од типот, па што ќе работи со тоа? Со тоа. Зошто на тоа? Иди на финки, иди на некој технолошки, мене секогаш ме влечело тоа сум сакала, да, можеби сега не го работам тоа, ама пак мислам дека ми дало такви помагала или ме научило на работи кои што и денеска можам да ги и овде со овој подкаст. Ја не верувам дека овој подкаст би се случил и ја би бил тука ако не сум бил на тој факултет. Точно, види, кај нас е многу голем проблем со тоа што најчесто луѓето не се информирани која струка и кој факултет што ти нуди во иднината и кои се реалните придобивки кои што ние ги имаме со она кое што го изучуваме. Многу често зборувам дека политички науки е самиот наш пример за тоа што двајцата сме заедно од прва година факултет, е моментот дека тебе
тој факултет ти нуди преглед во историјата, преглед во филозофијата, преглед во економијата, преглед во правото, а најмалку што е поврзано е со реалната политика која што тебе секојдневно ти се случува. Да. И нешто со кое што ние најчесто се соочуваме, ти студираш на политички науки, значи ти ќе бидеш во партија. Да. И јас затоа не можам да прекинам да се бунтувам во тек на овие 7 години, затоа што едноставно тоа се должи на неинформираност. И како што е тоа за нашата струка, голема е веројатноста дека така луѓето едноставно размислуваат и за останатите факултети кои што се занимаваат со слична работа како нашата. И тоа е првиот проблем зашто луѓето се демотивираат да се запишат на овие факултети. Знаеш, ке си речат, добро, ако сакам партија, не ми треба факултет за тоа, а ние учиме се освен тоа. Другата работа, мислам дека што многу влијае кај нас е затоа што живееме во свет на индивидуализам. Ние веќе, баш заради тоа нели паднат општествениот капитал, затоа што ние живееме во свет каде што најчесто трагаме по оние, нели, зошто не, ако велиме зошто не за академскиот пат, или зошто не за општествените науки, најчесто одговорот што сум го добивала од другата страна било брза валидација на она кое што го правам. Академскиот пат бара да одвоиш многу години, да ризикуваш многу финанси, да ризикуваш многу потенцијал во друга работна сфера, и луѓето многу често се откажуваат тоа затоа што временски треба да се посветиш. Утре јас нема да го имам плодот од ова, меѓутоа можеби ќе го имам плодот за 10 години од сега. Светот на индивидуализам и брза заработка едноставно се противи на сите овие феномени, нели? Особено младите луѓе гледаат како побрзо ние да го валидираме и да го, нели, заработиме ова за кое што сме учеле и за кое што сме се посветиле 2, 3, 4 години. А уште поголем факт е дека се помалку и помалку луѓе всушност поминуваат 4 години на факултетските клупи, затоа што веќе факултетот, нели, не се гледа како некоја гаранција. Така што мислам дека тој момент на мрежата на односи, опаѓањето на норми, опаѓањето на вредностите и како ние соработуваме со другите луѓе, овие струки ќе ги прави се повеќе и повеќе, нели, ќе ги става во сенка за разлика од оние индивидуалистички струки каде што ти можеш, добро, успевам затоа што јас волку сум постигнал и не мора да соработувам со другите луѓе. Тоа не носи и до моментот зашто секогаш другите луѓе ги гледаме како закана, а не како реална поддршка или помош. Нели, на факултет многу често и ти сигурна сум дека си се соочил со моментот ги гледаме колегите како извор на компетитивност, а не извор на поголема соработка. И истото е и за академскиот пат, мислам најмногу можеби тука и тоа може да се забележи, затоа што ние многу често, значи не ова зборувам општо во нашата држава, се плашиме од тие млади луѓе дека тие можеби нешто на нас ќе ни земат, или се плашиме од нашите колеги дека они ќе успеат нешто повеќе од нас, и моментот на соработка кај што јас можам да научам од тебе, ти од мене, веќе скоро и да не постои. Па нема ги имаш тие моменти каде што ја го гледам тој у спортот и сега кога го зборуваш ми текнува, има доста голем број на тренери на луѓе во спорт кои што не дозволуваат некој да дојде и да им ги гледа тренинзите. Така, кај и на факултет нема да ти дозволат да биеш околу нив, да научиш од нив, бидејќи мислат дека ќе им ги земеш работата. Ама има и луѓе кои што ние ве знаеме, неколку што се на факултетов, кои што ти даваат толку можности, ти даваат прилики да научиш од нив, бидејќи сака да им ја земеш работа, сака да идеш таму и да им помогнеш, бидејќи на крајот на денот, како што кажете, нам ни фалат такви, ни фалат луѓе кои што би сакале да си работат и уживаат во тоа. Види, сваќаш колку општествениот капитал е намален во моментите кога еве баш твојата потврда дека ние сме имале среќа да учиме од такви луѓе, кога одиш и кога ќе им го раскажеш тоа на останатите врсници или на така во поширок контекст на било кого, те гледаат со неверување. Ама чекај, позади тој однос да не постои нешто друго. Затоа што самите ние не веруваме дека
знаеш, некој ти предал знаење заради тоа што сакал. Има еден од нашите професори кој што многу често знаел да ми посочи, добар учител е оној кој што ќе се потруди неговиот студент да биде подобар еден ден од него. И мислам дека во нашата држава навистина фалат луѓе кои што се водат од тоа. Добар учител си ако ти твојот студент или твојот наследник го направиш и го натераш да научи да постигне многу повеќе од тебе. И кога го кажуваме ова во јавност или кога кажувам кога ќе ме прашаат зошто остана на факултетот, и секогаш тргам од моментот затоа што имав добра работна средина. Затоа што тие луѓе навистина сакале да ме научат. И сега многу често кај младите доаѓа моментот на изборот, добро, ќе бирам големи финансиски придобивки или поголеми финансиски придобивки, или ќе бирам здравата работна средина. И кај нас, за жал, финансиските придобивки, желбата по нив и она брзото задоволство за финансии доаѓа и по цена на многу нездрава работна средина, и затоа имаме луѓе кои што менталното здравје се соочуваат со огромни проблеми понатаму, затоа што добро финансиите ќе ни бидат приоритет кој што ќе не води. И за мене изборот беше здрава работна средина. Сум имала можности да одберам нешто што ќе ми носи повеќе финансии, меѓутоа сум сватила дека луѓето со кои што ќе работам таму, нема да бидат добрата работна средина за мене. А на крајот на денот јас секогаш велам, јас ќе бидам добра и во приватни релации, и на работа, и во контекст на пријатели, само доколку сум среќна самата со себе. А ако јас доаѓам секој ден нервозна од работната средина, не мислам дека можам да го достигнам максимумот само од себе. Да, сега кога го спомнуваш ова ми текнува и тоа мислам дека го имам кажано неколку пати на подкастов, на првото предавање кај професорите Ненад Марковиќ и Иван Дамјановски, каде што ние сме буквално нови, никој ништо не знае, двајца или тројца од наша група сакаа да дојдат овде, другиве дознале нешто и звучело интересно, ајде кидаме, и ни кажува дека, мислам дека професор Ненад беше тоа, дека едно 70-80% од време ќе биде многу супер. Значи, пошто има стварно и професори и ќе биде интересно као група и ќе научите многу, ама ќе има едно 20-30% кажу ќе биде досадно, бидејќи некои од професори нема да се залагаат кој што треба, или нема да биде нема да биде интересно, дали материјалот нема да биде, што и да е. А вика, ако сакате, тоа е, значи take it or leave it. И така е интересно и, например, знаеш, некојаш кога испробуваме некои работи, ако имаме лошо искуство од старт, нема да значи дека сите, не знам, идеш на психолог, имаш лошо искуство, нема да значи дека сите психолози се лоши. Идеш на предавање, професорот не е заинтересиран, предавања се доста досадни, да, имаше многу досадни предавања на факултет. Има професори кои што не се заинтересирани, не им се работи, ама тоа не значи дека сите се такви. И тука мислам дека кај нас многу често се генерализира кога станува збор за образованието, и затоа мислам дека голем дел од и наставниците и професорите не се доволно ценети, бидејќи некојаш сме имале дека лошо искуство или нешто не било кој што треба, и сите ги ставаме у искош. Па тоа е истиот проблем не само за професорите, туку и за ние кои што сме го завршиле тој факултет, заради тоа што на крајот на денот секогаш има подобри и послаби студенти. Тоа е едноставно фактот на било кој факултет во било која струка. И нешто што мене страшно ме револтира е што дури од близок круг на пријатели сум го добила моментот: твојот факултет е лесен. Тоа што можеби ти си имал таква перцепција или си запознал луѓе кои што не доволно се трудели, не го сакале тоа доволно кое што го учеле, тоа не го прави факултетот сам по себе лесен, затоа што никој не знае колку јас или колку ти си се потрудил, за да постигнеш со она кое што си го учел и колку всушност си се вложил во тоа. Така што таа генерализирачка слика не само што постои за професорите, туку постои дури и за нас како студенти на општествени. Одеш на општествени науки затоа што генералната слика во државата е тоа е лесно, супер, кидаш полесно
не мора да значи, можеби тебе токму е или она која што за тебе најмногу те мотивира, во тоа си најдобар и така натаму. За жал, сликата со професорите се пресликува и во момент како на помлади соработници. Заради тоа што дури во моментот на желба да се избориш за нешто повеќе, веќе нема да го имаш прифаќањето од можеби и од другата страна. Меѓутоа, во мојот случај, за среќа беше таква работната средина каде што они знам дека не очекуваа ништо помалку како студенти од мене. Па си многу лесно прифатен од страна на студентите, затоа што си велат, ако работи со нив, не може да е ова полошо. Така што веројатно е дека нели луѓето одат по моментот на тоа со кој си и таков си. Тоа што јас и ти многу често знаеме да си го кажеме во нашите приватни разговори, луѓето и обкружувањето ја прават сликата за тебе. Така што дури и дали се работи за професори, дали се работи за студенти, дел од сликата за која си ти во јавноста ќе биде поради оние луѓе со кои што си обкружен. Да. И се, но интересно прашање, баш го спомна на кратко, но би сакал да поминеме малце време на тоа. Многу често се случува и дека нели сега си ти студент и стануваш демонстратор и ја добиваш некој авторитет, ама си над луѓе кои што се иста возраст, помали од тебе, окей, 1-2 години, ама колку е, бидејќи знаеме колку е важен авторитетот кон професор, кон наставник, колку ти беше, например, тешко на тебе или лесно да стекнеш некој авторитет за која предаваш, која си пред нив и треба да им впиеш нешто, да им кажеш нешто што е важно, знаеме дека нели не секојаш е лесно да се земе внимание на студенти. Колку ти беше тоа тешко, имајќи во предвид дека ти кажи речи си иста возраст као и на тие кои што треба да им предаваш? Да, дури се случувало на моменти да бидам и помлада од студентите на кои што предаваш, искрено беше многу тешко, особено првата година дена би кажала, затоа што знаеш кога ќе те повикаат да бидеш помлад соработник, си велиш, јас го постигнав тоа што го сакав, јас сега ќе излезам во предавалната и целото внимание ќе биде мое и првиот момент на соочување дека кога ќе влезеш и вниманието апсолутно не е твое, ти треба понатаму многу буквално многу голема трпеливост за да не се откажеш, затоа што мене првите предавања кога влегов во амфитеатрите се соочуваш со момент кај што од 10 луѓе ти на 20 си им интересен. Другите се нели помладци, нека дојде професорот, нека се врати професорот, нема што да разговара. Меѓутоа полека почнуваш да наоѓаш механизми како да го изградиш некој позитивен авторитет. Никогаш не сум мислела дека нели оној авторитет каде што јас сум главна и тоа функционира кај млади луѓе, затоа што јас и ти сме биле на нивното место и знаеме дека кај нас, особено на новите генерации, тоа апсолутно не функционира. Единственото нешто што навистина почна да функционира кога им пристапив нели она другарски, заради тоа што никој од нас не знае што на тие студенти им се случува надвор од амфитеатрот. Ниту пак они знаат што ти се случува на тебе. Првата тешка лекција беше дека самодовербата не смееш да ја изгубиш и дека нели се враќаш и секој пат учиш од грешките и секој пат се трудиш да бидеш подобар. Многу често го кажувам примерот дека за разлика од тебе, ти на пример студираше на англиски јазик, јас на македонски. Јас кога влегов да предавам на англиски јазик прв пат, јас не знаев како да почнам, затоа што мене студирањето ми беше поминато на македонски, колку и да читаш литература, колку и да знаеш да комуницираш, сепак тука си во момент на човек кој што треба да им пренесе нешто. И мене тоа ми беше особено тешко, меѓутоа нели се бориш самиот со себе дека не смееш да се откажеш. Вториот момент кој што го сватив е дека моментот за мене лично, приватно и професионално мора да има еден свич. Кога влегуваш таму, забораваш што ти се случува на приватниот живот, кога ќе излезеш во приватниот живот, па не можеш да ги носиш проблемите и работите кои што ти
нели ти ги створил како притисок професионалниот живот, меѓутоа студентите не го прават тоа и најдобриот авторитет е кога во тебе ќе бидат пријател. Без разлика дали се работи пријател за тоа што им се случува како проблем на факултетот или како проблем во приватниот живот. Психолог, например, психолошка поддршка или психолошки соработник, за жал ние на факултетите немаме. И онако што многу често го кажувам, дека дури од средно образование и од основно, самите студенти, деца се загоени дека психолог е казна. Ти во основно идеш на психолог затоа што си казнет. Во средно идеш на психолог затоа што си избегал од час. И никој не гледа како реална потреба да се обрати приватно на психолог, без разлика дали доживеал бърнаут од онако што се случува на факултетот или во работата или во приватниот однос. Јас сватив дека всушност најдоброто нешто да го впиеш вниманието е да дојдеш на предавање и да ги прашаш а како сте вие денес? Ама искрено, како сте? За да почнеш да допираш до нив, да се почувствуваат слободни, дека ти тука не си само човек кој што треба нели да им вметне нешто во глава и да дојдам и јас си го давам своето и тоа е тоа, туку дека едноставно си таму за нив. Да, и тоа е така и еве слушајќи до тебе размислував и за мене како студент, и верувам дека секој еден од нас и на некој начин нас не ни треба ние сега да слушаме 40 минути, сат време, 2 сати, 4 сати, како некој ни раскажува тоа што можеме да прочитаме во учебник, у книга, у стручна литература, што е да е, или да изгледаме видео кој ќе биде поинтересно. Значи, сите гравитираме кон некое 20-минутно видео кој ќе биде интересно, убаво скоцкано, а другото време е како ти мене ќе ме направиш да ти го изгледам видеото на некој начин. Кај што и затоа например најчесто кога сме разговараме и со колеги од факултетов и секогаш зборуваме за тие предавања, за тие професори кои што и надвор од факултетот можеме да на некој начин да гравитираме едни кон други. Значи ти имаш ние не зборуваме за може би некојаш ќе зборуваш, ама негативна конотација за тие некои досадни предавања или моменти кај што знаеш дека не тоа е. Ама најчесто зборуваме за тие моменти кај што и за тие професори кои што ни оставиле впечаток многу поеќе од самото предавање. Не, тоа кај нас е многу интересно, знаеш, на нас лекциите ќе ни збегаат. Ние нема да успееме да го кажеме сето тоа што требало да биде така. Ќе успееш да го кажеш, проблемот е начинот на кој што го кажуваш и начинот на кој што го предаваш тоа. Сум се фаќала во моменти каде што дури и јас сум си рекла, леле, јас да требаше да се слушам сама себе, во моментов немаше да се слушам. И кога ќе ми се уклучи тој аларм, почнуваш одма да бараш начин како да го смениш пристапот. Тоа што го реков со прашањата, буквално првите 10 минути ако седнеш и разговараш, добро дечки, како сте денес, знаеш, да го добијат тој простор, затоа што многу често забораваме дека има студенти кои што доаѓаат пример од други градови. Студенти кои што веќе немаат секојдневна комуникација со нивната фамилија. Студенти кои што тешко го поминуваат така тој дел. Студенти кои што немаат пријатели за да може да го споделат тоа со нив, немаат партнери така натаму. И ако на тие луѓе не им дозволиш простор да пробаат да се искажат, не си постигнал апсолутно ништо во животот, затоа што он ќе си мисли на своите проблеми надвор од амфитеатарот. Кога ќе постапиш така, јас сум приметила дека мене после тоа не само односот што е нели подобар, вниманието е секогаш поголемо, затоа што едноставно си бил човек. Дури во некои ситуации ми било многу интересно што сами доаѓале после тоа да ме прашаат, а ти како си? А твојата страна ти добра си? И тогаш веќе сваќаш дека тој однос е двонасочен. Меѓутоа, вистинскиот професор е оној кој што своите лични искуства, ние нашите професори го правеле секогаш тоа. На страна од теоријата, дел од теоријата сме ја памтеле според работи кои што они ни ги кажале. И тоа е најголемата убавина нели во сето тоа, затоа што јас се повикувам на нив во моментов. Се надевам дека некој студент ќе се најде и ќе се повика на тоа што сум го кажала. Меѓутоа, мислам дека многу често забораваме дека
луѓето ќе се отвараат секогаш повеќе на дури на авторитет кој што е генерацијски поблизок со нив. Да. И токму тоа како помтиме, бидејќи на крајот на денот ние не може се да впиеме, не можеме, но ама ми текнува сум имал и пред факултетот ми на факултетот професори и наставници кои што знаеш, ќе кажат нешто контроверзно за ние да запомтиме некој факт или некој детал. Тоа ми текнува на професор Марковиќ или на неколку други професори кои што ќе кажат нешто кое што ќе предизвика некаква дебата, не дека тоа го мислат или го веруваат, ама ќе натераат нас самите да ти се сеќаваш на тоа поради тоа што знаеш дека поминавте 20 минути расправајќи се за тоа. И тоа и таа умешност и тие работи не се учат од книга, тие мора да ги научиш ако си дел од сето тоа, ако ти добиеш шанса се 3 години да учиш од нив, да биеш со нив, да разговараш со нив. И еден ден ќе имаш можности тоа да истото да направиш или да земеш нешто кое што знаеш дека функционира и ќе го потребиш со студенти. Види, умешноста на професорот на крајот на денот е она кое што ние го учиме, особено во општествените науки, преку дебатите кои што сме ги имали, разговорите, да те поттикнат да менуваш мислење во твојот приватен живот. Мене ми се случувало на некои предавања да кажат нешто поврзано со предавањето, ама во мојот мозок онака одма се погледнуваш со колегите од страна и си го пресликуваш тоа и на приватниот живот. И тоа е навистина умешноста на добар професор. Многу интересно ми беше на предмет кој што се викаше социјална психологија. И ние како студенти реално не изучуваме толку предмети кои што се поврзани со психологија. И знаеш, на тој предмет најмногу ги поттикнав студентите да зборуваат за нивното ментално здравје. И за тоа колку средината во која што растат е здрава или колку нивната средина негативно влија. И нешто што беше многу интересно, има една интересна теорија, the closure theory, нели теорија на завршувањето на работите, и пробав тоа да им го пресликам од примерите на часот до примерите во нивниот секојдневен живот, и 90% од студентите се согласија дека тоа е така. Почнав да размислувам дека јас самата го правам тоа. Closure theory вели ние имаме нели когнитивна тенденција да се повикуваме на нели празнините кои што ги добиваме во една слика, во една информација која што ја добиваме, таа не е целосна конверзација и така натаму, самите ние когнитивно да си правиме завршеток на истите. Тоа многу често се случува и во политичката комуникација, нели кога ти нафрлаат еден вид на информација без конкретно да ја раскажат целата ситуација, па самите ние наоѓаме механизми да најдеме смисла. И кога го ставаш тоа во контекст на социјалната психологија, нашиот момент на комуникација и недостаток на комуникација меѓусебно, нели, студентите или ние како некако вид на авторитет или дури во домашните односи, таа информација која што недостасува, нашиот мозок когнитивно веднаш бара начин како да ја затвори, нели, да ја даде смисла, да ја даде целина во ситуација каде што тоа реално не постои. И самите они почнаа да се кажуваат примери од нивниот секојдневен живот, каде што односи им трпеле поради сето тоа. И тогаш сватив дека ваквите предмети за, нели, кои што може да се повикаат и на најмал дел на ментално здравје се всушност многу потребни, затоа што дури ти да имаш психолошки соработник од страна, голема е веројатноста дека никој нема да се обрати. Да. Јас секогаш го кажувам примерот, тој со тебе сме се смееле на летна академија со деца каде што беше повикан и психолог. Првите неколку дена никој не се обрати. Затоа што им требаше време да сватат дека она тука нели не е полицаецот во групата, туку дека всушност она е тука за нив само за разговор. Така што затоа велам веќе менталното здравје и психолошката помош и самата нели наука за
што е психологијата, а менталното здравје зависи од психологијата, веќе може треба да се размисли да се стави во дел од курикулум, а не само како опција која што ја имаме на страна од сето тоа, за да се промени реалната слика и да ја видиме важноста од сето тоа. Да, пошто многу е тоа преска го спомнав, сликата за нешто не прави ние да носиме одлуки. Пак ќе кажам, ако ние сме имале лошо искуство со едно или ако не знам, некојаш некој ни кажал дека имал лошо искуство на психолог, на психијатар, што е да е. Ја лично знам, ја имав прво лошо искуство со психијатар. И беше многу лошо, ама пак нели, наоѓаш што функционира за тебе, не се откажав. И тоа е многу тешко, например, кога растеш у средина или идеш у школа, идеш у средно, кај што знаеш дека ќе психолог, најчесто се таму партиски и најчесто се таму да така е. Така е. Најчесто се таму да служат као тој што нели ќе ги казне или ќе им зборува како не треба. Или ќе се јави на родителите дома, например. Има психолози низ училишта, не сакам да генерализирам целосно, ама има психолози низ училишта за кои што имам слушнато и знам дека се обидуваат да ја вршат својата работа, ама поентата ми е дека многу е тешко да се смени тој наратив и тоа после влие од која ќе се заврши тој образовен процес, за како ние се чувствуваме кон сето тоа и кон важноста за тоа. Види, пред се тоа се должи и на феноменот на воспитување и на нашата култура општествена која што ја имаме, значи тој момент до некаде доаѓа срам да кажам дека јас нешто не е во ред со мене. Затоа што сето тоа потекнува од моментот на семеен притисок што сите млади луѓе го имаат од дома, еве конкретно ако збориме за млади, значи имаш притисок од дома, имаш притисок од средината, имаш притисок од образованието, понатаму имаш притисок можеби и од најблискиот круг на пријатели или партнер што го имаш и нели секогаш се наметнува оној момент на совршеност. Ти треба да бидеш совршен од сите страни, ти не треба да бидеш оној кој што ќе сгреши. И самиот тој притисок што си го прават младите луѓе на себе доведува до тотален барнаут, затоа што ти не можеш да се, нели, да бидеш добар на секое поле еднакво цело време. Во животот многу често младите луѓе мислат дека сакаат, се што сакаат во моментов можат да имаат се. Најчесто реалноста е дека тоа не е така. И се дека ти не се соочиш со тоа дека не можеш да бидеш совршен за се и за сите, мора да најдеш тоа што функционира за тебе, ќе го имаш тој проблем. Така затоа што тоа што функционира за тебе не мора да значи дека функционира и за мене. Тој притисок кој што се прави од страна го прави и стравот од психолошката помош, затоа што ти ако одиш на психолог и не си окей, тоа значи дека ти не си совршен. И ти ја рушиш сликата пред другите луѓе за нели кој е тоа кој што сум јас. И тоа е некоја слика која што мене особено многу ми пречи, затоа што сум ја забележала и кај себе како страв да не разочараш. А од другата страна ја имаме и онаа култура како народ, култура на подчинетост. Ние ќе го направиме тоа кое што на нас ќе ни го кажат да го направиме и ние нема ни да размислиме дали тоа е правилно или не. И ако родителите дома или професорите на факултет или ово ти кажат дека ти треба нешто да направиш, ти тоа нема ни да се запрашаш дали е добро да го направиш, туку едноставно знаеш ќе си ја наведнеш главата и тоа ќе биде тоа. Не треба да идеш на психолог, супер си. А колку разговор си направил во меѓу време за дали е тоа така или не, затоа имаме генерации на слаби карактери. Заради тоа јас многу се нервирам заради тоа што мислам дека нашите генерации особено многу го злоупотребуваат зборот депресија. Тоа е моментот на психолошка необразованост. Како секој втор млад човек на улица да искочиме да го прашаме, секој млад човек е во депресија. А ги има 90% од работите кои што го прават апсолутно функционален. Ајде да почнеме малце повеќе да се образуваме на таа тема, нели? Не може да сме толку меки карактерно, да сме толку подчинети, да сме
толку виктимизирани и ние сме сите во депресија. Добро, сме разговарали ли со психолог што значи кои се карактеристиките кои што се јавуваат или дали ова значи тоа. Така што кај нас со нула знаење за психолошкото образование или менталното здравје, ние сите си имаме некоја диагноза. Да. Најчесто диагноза на депресија. Да, и најчесто пак од друга страна луѓе кои што имаме, го има тој феномен и се согласувам, кај што да, сите не знам, имаме пораз за депресија, анксиозно, сите сме, а од другата страна бе ги имаш противниците на тоа, гледаш, секој има депресија, и не ти го валидира тоа, бидејќи Дури кога треба да се валидира, не се тоа е препознава. Тенка е границата на... Он е the boy who cried wolf. Да. Сакаш, биди поради тоа што секој се жали од тоа или секој зборува за тоа, луѓето кои што младите луѓе и луѓето воопшто кои што ги имаат вистинските проблеми, нема да ја добијат простор и нема да ја добијат помошта, и тоа е всушност проблеми во работата со студенти. Еве, себе ќе се дадам како пример. Ти ако имаш 20 студенти и 15 од нив дојдат да ти се пожалат дека имаат некаков проблем, на кој што е нереален, значи проблем кој што многу лесно се решава, никогаш сами сакаме да си ги правиме проблемите поголеми од тоа што се, веќе немаш енергија да се справуваш со 16-тиот студент кој што можеби стварно има проблем. И тука е умешноста, тоа да си професор или да си наставник, или да си учител, како и да сакаме да го дефинираме, бара да си сериозно добар психолог и педагог. За да можеш ти да препознаеш разликата од вистинскиот проблем до оној кој што сака да си најде проблем. За да можеш ти со тие луѓе да работиш. И кај нас, за жал, јас тоа се поретко и поретко го гледам. Ако се вратам во моето средно образование, јас и општо образование, тоа ни Скопје, како го земам како пример, затоа што во овие кругови сум гравитирала. Сериозно се прашувам како дел од наставниците биле вработени, затоа што нивната педагошка способност да работат со деца во тој период кога најмногу се потребни била еднаква на нула. И ти веќе на факултете веќе доцна да ги решаваш тие проблеми. Ја некогаш се смеам, се чувствам како коректорот. Знаеш, страницата нема да биде никогаш иста, ама ќе пробаме да коригираме нешто. Ама реалниот суштинскиот проблем веќе постои, требало да биде забележан од претходно, но за жал никогаш наставниците едноставно не се повикуваат на тоа дека се втори родители, дека се навистина и психолози и педагози, и ти веќе не знаеш како да препознаеш кое дете зошто има проблем. И мислам дека голем е проблемот, бидејќи тоа што спомна преска, доста се бара од нив, тоа го имам приметено, веќе имам поминато една година во Америка и баш кога разговаравме со врсниците таму и со професори и со се, и кој им кажуваш колку се ние имаме за учење, колку предмети имаме, што све имаме, и они се како постигнувате, и ти сваќаш дека ние, знаеш, и тука мислам дека не е нормално, вината е на многу страни, ама голем дел тој како самиот систем е поставен. Тие наставници, учители, професори има премногу што треба да кажат, тоа брзаш да поминеш цел наставен материјал. Бидејќи што ќе се случи ако не го поминеш, ништо нема да се случи. Бидејќи ја на крајот на денот најверојатно нема да запомтам секако, а најважното е како ти мене ќе ми помогнеш да се изградам како личност. И тука, и мислам дека сето започна со каков систем имаме и на што ставаме акцент. Ако ставаме акцент на колку тоа повеќе знаење имаме, никогаш ние нема да изградиме личности со силен карактер, личности кои што ќе знаат што им се случува или ќе може да погледнат во себе и да кажат чекај. Да, јас сум денеска, последниве неколку недели, месец дена веќе сум тажен, нешто ми се случува, дај да идам на психолог да разговарам со некој и нема веднаш јас сум у депресија, ништо не ми помага, толку готово. Не, види, ако збориме од страна на системот, прво еден многу интересен феномен е дека
во средно образование смеровите кои што треба да ги изучуваат, например, предметите како психологија, социологија и така натаму, веќе добиваат се помалку и помалку студенти. Ние се соочувавме да не можеме да оформиме воопшто група која што ќе го има тој смер. Значи, уште од средно образование, самите ученици се најчесто со поддршка од домашната средина. Нема што ти идеш на такви смерови, тоа ништо не ти носи. Дури да има, например, 15 деца што сакаат да го учат тоа, средните училишта не нудат можност да се оформи паралелка за нив. И ти тука му го прекратуваш цел квалитет на ученикот, затоа што му викаш, извини, бирај си друг смер, ама мене тоа не ме интересира, ама на никого не му е гајле. Ке си бираш од тоа што може да биде оформено. И тоа е првата грешка на системот, значи не даваш опција ако не можеш да дозволиш макар и на 5 студенти да го учат тоа што го сакаат. Системот кај нас те оптоварува со предмети, јас никогаш не ми беше јасно зошто во смер како општествено-хуманистичко јас до 4-та година учев математика. А сум имала 4 години, 3 години претходно, така, значи тоа е тој момент, сакаме да бидеме и се и ништо. Не можам јас да бидам дипломирана по се или да бидам Да, за тоа е гимназијата, да ти даде тебе некоја основна насока, ама тогаш зашто постојат смеровите кои што ги бираме. Така што системот туку што од старт потфрла со, можеби идејата била добра, меѓутоа реализацијата е многу слаба. И не е реална, веќе, например, јас се соочив со фактот да ти, бираш една година хемија, друга година биологија. Тоа е окей. Не ти да имаш 2 години и хемија и биологија, ако јас сакам сега сум општествено. Тоа беше вториот факт кој што одличен пример си го знаме, доаѓаш до момент кога дури домашната средина да е најздрава, така значи немаш притисок да си скрос одличен студент и така натаму и така натаму. Доаѓам до момент каде што јас физика не можам да мрднам од двојка. И јас немам проблем од домашните заради тоа. Тоа, едноставно мене ова не ми интересира, таа ќе биде оценката. I'm fine with that. Имав проблем да се објаснам во школа дека моите родители не е дека не се заинтересирани за тоа, туку мислам како со сила да ме натераат да го учам тоа кое што не го сакам. No. Така што сакам да кажам, не е секогаш само домашниот третман проблем, туку и како ги третираме тие луѓе во самите училишта. И последиците после тоа, пошто ти треба после да се запишеш на факултет. Јас да се одбрав факултет кој што на пример мене ке имаше повеќе запишани така натаму, таа двојка која што ми остана до крај на година, веројатноста ќе беше дека многу ќе сменеше. No. А реалноста вели дека едноставно јас за тоа сум избрала смер кој што нема да го има тој предмет, затоа што сум знала дека не ме интересира. Сакам да кажам, консеквенциите и цената ќе биде голема за нешто кое што јас реално не сум го одбрала. И тоа на самите професори во средно образование не можеш баш да им го објасниш дека тоа толку можам, и одма доаѓа моментот на повикување родители, дашки психолозите, и пак се ствара тој систем на ти сега ќе бидеш казнет од дома, ќе бидеш казнет од психолог, ќе бидеш. А што направил системот за тоа е да те, како кажам, обременува со работи кои што едноставно веќе знаеш на таа возраст дека не се твој интерес, и од таму доаѓа тој бърнаут најчесто на младите луѓе. Да, имаш ситуација кај што не знам, тоа е интересен феномен кај што ти мора се да знаеш. Ти мора се да сите податоци, сите датуми. Тоа од секојаш ми било интересно, како зошто ја мора сега да знам датуми или да знам години. Научиме концепт. Ако ме научиш концепт, ја ќе ги запомнам годините. Научиме критички да размислувам и критички да го искажам сето тоа, многу ќе биде полесно понатаму. И нешто, тоа повторно еден наш професор ми го има кажано, затоа што ми викаше на предавање од студенти ќе добиеш прашање кои што нема да знаеш да ги одговориш. Не пробувај да смислуваш одговори во моментот. Многу е пофер во животот да кажеш дека нешто не знаеш, пред кого и да е, и да се соочиш дека нешто јас ова не можам да го направам. Јас за ова не сум добра, не го знам одговорот. Тоа е тоа, јас на студенти цело време им велам,
Дечки, мене за години не ме прашувајте. Апсолутно бројки, години, месеци надвор од мојот лимит на помнење на работите. No. Се додека ти мислиш дека можеш да кажеш се и да научиш се, единствено што си правиш е само фрустрацијата сам на себе. И никогаш си велам комплексите и фрустрациите од каде доаѓаат, никогаш доаѓаат и од самите нас, затоа што еднаш ќе сгрешиш, втор пат ќе сгрешиш, не ќе да се откажеш дека нешто не знаеш. И после тоа се нервираш и се трудиш се да запомниш, што реално колку е тоа возможно. Така што да, ја не го разбирам тој концепт на ти мора сега се да знаеш. Мислам, години можам да ги памтам денес, до утре ќе ги заборавам, ама концептите, кажам, особено за општествени предмети, тоа секогаш се смеев кога учевме математика задачи на памет. Кога ги имаш оние тестовите на крајот од учебникот и пробуваш ти задачите да ги научиш на памет. И за жал, тоа мене лично ми функционирало. Сум ги учела сериозно на памет и денеска математика веројатно ништо не знам. И окей. И да, ама сакам да кажам, тоа е разликата помеѓу учењето на концептот и потребата ти да достигнеш нешто. Да, и како што ти, например, си учела математика на памет, имало ученици кои учеле општествени науки на памет, дефиниции, Точно. концепти, Луѓе, и кои што како и сега кажам. тие најверојатно се занимаваат со математика, ти се занимаваш со општествени Точно. науки. И тоа е сосема окей, ама мислам дека и тука е тоа што збориме. Како се чувствуваш ти сам за себе додека си во училиште? Едноставно ти не уживаш у тој процес. Бидејќи тебе ти мора да ги имаш сите петки, ти мора да ги имаш сето Тоа е знаење. представено како обврска, а не како било какво уживање или потреба од социализација пред се. Најголем проблем што децата кај нас нема да знаат да кажат како се чувствуваат, затоа што недостасува моментот на социализација. Особено генерациите на после ковидот, каде што баш во процесот на најголемо растење и созревање, кога се оформуваа како личности, на нив им беше како да кажам, скратен моментот на социализација и школото кај нас не се, дури и родителите не го перцепираат како момент на социализација. Го перцепираат како момент на обврска, дека ти си таму да научиш, а не да се дружиш. И затоа ти имаш деца кои што после тоа не се апсолутно социјално интегрирани во општеството. Имавме мината сезона обработувавме книга Анксиозна генерација, каде што зборува баш за овој феномен, каде што се гледа и пред ковидот тренд на намалување на потребата за face-to-face интеракција. Арно, ама откако завршува пандемијата или 2020-2021, трендот на намалување продолжува кај генерациите кои што се помлади. Арно, ама кај постари генерации трендот се сменува, значи менува траекторија. Бидејќи тие постари генерации искусиле како е да се биде лице во лице, да социализираат едни со други, и го имаат тоа искуство која растеле, која биле помали, и мајки ја пандемијата им направила ресет дека чекај бе, дај да се вратиме на тоа, бидејќи тоа ни треба. Ама проблемот е со новите генерации, бидејќи и ние можеби фативме некој завршеток на тие, ама и многу е тешко да знаеш дека нешто ти фали ако никогаш го немаш искусено. Па тоа е, јас секогаш исто во ова што го збориме за интеракцијата, буквално се сведува на момент на материјали за учење. Ти не можеш да знаеш тебе што ти недостасува во нашето образование, ако ти всушност никогаш не си помислил, чекај, дали образованието треба вака да изгледа. Ние го прифакаме сето тоа што на нас ни е кажано дека е нормално. Нормално е тоа што го гледаме, затоа што само тоа сме го видели. И кога ќе почнеш затоа и многу луѓе се оцелуваат од тука, затоа што кога ќе отидат во други држави и кога ќе разберат што е нормалното таму, си велат, чекај малце, па ова јас на кое што сум бил навикнат дека е нормално и ми било кажувано дека тоа е така, знаеш, сепак постои нешто различно. И тој момент дека едноставно ја изгубивме потребата се гледа ќе им речам, дечки, сакате консултација да имаме, и ќе ми речат, да, може онлайн. Не. Подобро ќе скочиме во кафич, каде што ќе седнам на кафе со вас,
Ке земам материјали, не ми е проблем, ама онлайн работи не ми барајте. Јас знам дека тогаш нели најголемиот проблем патува, деца не се тука, ние патуваме, некогаш имаш очајна потреба тоа да биде онлайн, ама на крајот на денот комуникацијата се гради лице во лице. И ние имаме сериозен, јас личниот приватниот живот можам да кажам дека имам проблем со комуникација. Луѓе одбиваат да комуницираат. Зошто е ова така? Пошто тоа е така. И јас не давам никакво поголемо образложение на сето тоа. И најстрашното е што тоа што ние го зборуваме на база на студенти, факултет, тоа све се пресликува на нашиот приватен живот. Има луѓе кои што ти гади им ги сите причини зошто треба да идат на психолог, они ќе најдат една причина проти која што не треба да идат. Најчесто тоа ми се случувало за финанси. И нашите и родителите веројатно истото го размислуваат дека ти да отидеш на психолог тебе ти требаат финанси, никој не гледа дека имаме во државава бесплатна психолошка помош. Кој што може да биде. Каква и да е, ја има. Ја имаме. Да. Знаеш, опцијата постои. Ти можеш да отидеш да пробаш да видиш ми одговара или не. Меѓутоа втората работа што ако ти веќе почнуваш да зборуваш на таа тема колку психолошката помош тебе ти значи, самото општество може да издействува, нели, цените да бидат намалени, да бидат спуштени, затоа што не живееме во општество кое што секој од нас може да си го прифати тоа, да си го приушти. Мислам дека самиот момент на таа несвесност од тоа дека не е срамота да го побараш тоа, луѓето веќе не само што се затворени кон идејата за психолог и ментално здравје и нели било каква стручна помош, се затворени веќе во комуникацијата и со луѓето, со партнерите, со пријателите и едноставно нели тој момент на бегање од комуникација во живо. Па да, и се гледат многу работи кои што не се слабост како слабост. И во самите нели тие од тоа социализирање, без разлика тоа дали ќе биде со пријател, со твоите дома, со партнер, ти ако ги гледаш некои работи како слабост, не сакаш да другите да го имаат тоа мислење за тебе. Оствари, самото тоа миска, кај што не сваќаме дека чекај, тие слабости не се слабости. Ти што мислиш дека е слабост, не е слабост. Некој друг го гледа тоа како најголема твоја карактерна особина. И самото признавање дека чекај, ја имам проблем со ова. Чи Зорана вака и вака, ја со ова се мачам, знаеш, тешко не знам дали ти имаш, или мене ми треба само човек да ме слуша. Пошто не секогаш ни треба совет. Имаш Не секогаш и луѓето знаат да го дадат правилниот совет и токму тоа ми е мене најголемиот проблем и мотивација зошто цело време зборувам дека вистинска стручна психолошка помош е потребна. Затоа што јас како пријател или како професор или како помлад соработник можам да те ислушам и да пробам да ти дадам совет кој што може би функционирал во моето искуство. Меѓутоа, јас не можам да знам дали тоа ќе функционира кај тебе. Друг е моментот кога знаеш дека го добиваш од човек кој што го познаваш. И затоа најчесто велам пријателите не ми требаат да ми даваат паушални решенија на моите проблеми, затоа што најчесто кога ќе ми кажат некој, нели, совет како го решам проблемот, гледам дека тргнуваат од нивното лично искуство. Никој не влегува во твоите чевли да ти даде совет кој што нели ќе го носи целиот твој багаж на сето тоа. И многу е полесно кога некој што не те познава ќе дојде и ќе ти даде реален совет, нели како слушател од страна. Пошто пријателите, партнерите, фамилијата носат емоции со советите што ти ги кажуваат. Секогаш нели ќе носат фаворизирање во тоа што ќе ти го кажат. Секогаш ќе доаѓа од нивна сопствена перспектива. И реално тоа е многу голем проблем затоа што не сме научени не сме општество кое слуша. Не слушаме односно јас тоа се кажа, ме слушаш пошто мораш или ме слушаш затоа што сакаш да ме разбереш. Ретки се луѓето кои што ќе те слушнат за да те разберат. И младите луѓе го имаат тоа како проблем, пошто луѓето не ги слушаат за да ги разберат, туку затоа што најчесто мора да го направат. Да, и мислам дека проблемот со советите, мене не ми е проблем например да добиам совет од било кој поблизу. Проблемот е што не секој го има тој скил да знае како да, окей, ти ќе ми даеш совет, ама фала ти,
и ја не морам да употребам тој совет. Да, и Бидејќи- најчесто сме повредени, нели, ако советот не е искористен. Да, и од едната и од другата страна. Ја не знам како да ти кажам, или не ни препознавам дека ти тоа што ми викаш за мене нема да функционира, а ти ќе бидеш од другата страна навредена дека не си ме послушала. И тука е она, пошто совет као совет, да, не е зло, ама проблемот е ефектот од тоа. Ако не те послушам, ти ќе се навредиш, ако те послушам, а тотално не функционира за мене, јас се ставам у полоша ситуација. И Тоа е многу често, на пример, не знам, со луѓе кои што имаат постари браќа, сестри и така натаму, дури со постари пријатели, ако имаш, дури партнер, значи не е нели тоа оди. No. Ама јас сум постар, јас знам, чекај сега, јас да ти кажам да ти го дадам мојот совет како јас се справив со тоа. И на крај не го употребуваш советот, пошто апсолутно не функционира за тебе. И фиксно се навредени зашто не си го нели употребил тој. На крајот научив, на пример, јас лично да им кажувам тоа функционирало за тебе, остај ме јас сама да сгрешам. Дури да бидам повредена, дури да не функционира, дури и да испадне сосема спротивно од тоа што сум пробала да го направам нештото, остај ме затоа што јас ќе си се носам со грешката. No. Затоа што некогаш мора на своја кожа да ја процениш таа грешка, затоа што инаку ти не би го нашол сопствениот механизам на борба со тоа. Пример, повторно еве во контекст на нашиот разговор. Зошто пробуваш на факултет кога го гледаш патот колку е тежок? Ама колку не успеале? Добро, јас ќе пробам, и зашто јас може ќе бидам таа која што ќе успее. No. И ќе го докажам спротивната. И тоа е моментот на дали не ќам да се откажам од барањето на сопствена механизам да се справувам со тие работи, или ќе се откажам и ќе примам било каков совет како да функционира за мене. И на крај многу често таквите луѓе се губат во советите и пробуваат да направат од се по нешто. No. И тоа најчесто не функционира. Да, едно нешто кое што ја научив во изминатиот период е тоа да ставам уште од сам старт очекувања. Дали тоа ќе биде од разговор, дали тоа ќе биде од односот со личност, каде што знаеш, има доста кај младите BFF culture. Да. Кај што сите сме бести, сите сме најдобри пријатели и се тоа. Ама, окей, што значи тоа за мене? Што ја очекувам од тебе? Што е дефиницијата на таа врска, дали е пријателска или така во било кој друг контекст? Да, и мене ми е важно сега, ако ја додам кај тебе и ти кажам, еј, ова ми се случува, ама мене ми треба само да ме ислушаш. Или мене ми треба совет. Као, што ќе ми кажеш што да направам? Се мислам помеѓу овие две работи. И тоа сум пример, ако го ставиш така, и кажеш ова се моите очекувања од овој разговор. Сега да, не е толку романтично, не е толку интересно да се на почет. Така некојаш кога берам поклони за луѓе. Кажи ми што ти треба, што сакаш. Да, окей, нема да те изненадам, ами нема да те разочарам. Ама барем ќе биде функционално. Да, и тука е она функционалност од нашите односи. Мене ми треба да ми кажеш, чекај, ја од тебе очекувам се ова. Ти идеш и ми кажеш, не знам, ми кажеш колку ти е тешко на факултет и што се ја... Некомуницирањето на очекувањата се проблем во секоја сфера. No. И во приватната, и во професионалната. И јас особено ми пречи тоа, затоа што гледам дека со луѓе не можеш да се разбереш, нешто баш убаво го кажа тоа, ајде да дефинираме што е нашиот однос. Ајде да дефинираме ова пријателство, дали имаме пред си иста визија и дали имаме иста слика за тоа што значи врска или што значи пријателство или што очекуваме, колку јас можам да направам, нели, за сето тоа. И сега од една страна ти имаш луѓе кои што имаат проблем да ги искомуницираат своите очекувања. Од друга страна имаш луѓе кои што имаат проблем да ги слушнат очекувањата од другата страна затоа што се свесни дека можеби некаде тоа ќе биде нема да се преклопи, негдека тие очекувања ќе се разминат. И затоа најчесто луѓето одлучуваат да не ги комуницираат и ајде ќе видиме каде тоа ќе не однесе. Дури во професионалниот живот се случува тоа, знаеш, јас нема да поставам граници со оне кој што ми е авторитет на мене, со мојот директор, со мојот соработник и така натаму, и ќе видам сето ова како ќе однесе и ти завршуваш да си без никаква граница.
Немаш никаков механизам на самозаштита, затоа што ти ниту си кажал што сакаш, ниту си кажал што очекуваш, ниту од другата страна било кажано што ќе биде побарано. И тоа е најчесто истиот проблем се пресликува. Јас секогаш велам, генерации што имаат волку нездрав приватен живот, не можеме да градиме генерации кои што ќе имаат здрав професионален живот. Затоа што ако јас дома не знам со моите родители да го ја поставам границата до каде и што очекувам и што очекуваат они од мене, што јас од нив, ако тоа е мојот менталитет на воспитување, јас нема да знам на работа еден ден да го направам тоа. Така што на крајот на денот можеби сепак и семејството е јадрото на сето тоа. Јас нема да можам да градам релации со други луѓе и да им кажам кои се моите очекувања од нив, ако пред се нели ја немам ни очекувања од сама себе. Да, и тешко е, и мислам дека една од големите причини е бидејќи баш од тоа што спомна ти, ние не сакаме да... Знаеш, некојаш знаеш, има случаи кај што кај мене лично знам дека јас сум подобар пријател со таа личност, отколку што таа личност е пријател со мене. И сега јас, ако тоа го комуницираме, прво, ја тоа го мислам, ја тоа можеби ми е тешко и ако таа личност ми го потврди, не знам што ќе се случи. А има и втора можност, го прифаќаш тоа. И дали сакаш да го прифатиш тоа? И ако не сакаш, тоаш најверојатно пријателството нема да продолжи. Ама ако го прифатиш, ти ќе имаш многу подобро пријателство. И тука е тешко. Пак идеме на тоа. Непознаница, не знаеме што ќе се случи ако искомуницираме. Точно, и јас секогаш тој најчесто во овој разговор морам да признам дека сум го правила со пријатели, меѓутоа ми се пресликувало и на професионалниот живот многу, затоа што тоа е веројатно некаков вид на карактерна особина. Дури кога знам дека сум подобар пријател од тоа што другата страна е кон мене, дури кога знам дека за професијата давам повеќе од тоа што нели моментално добивам за возврат, или и за партнери, било што друго. Мораш на крајот на денот да размислиш, јас дали ова го правам затоа што самата тоа го сакам, затоа што јас вечерваш ќе си легнам мирна, дека јас сум направила најдоброто од себе, за да бидам најдобар пријател, за да бидам најдобра во тоа што го работам и така натаму, или го правам ова за возврат. Затоа што на крајот на денот луѓето од страна можеби не размислуваат на истиот начин како што размислуваш ти и не можеш да ги обвиниш ако тоа не ти е возвратено. И на крајот на денот имаме проблем да се соочиме дека некои работи во животот сме биле подобри од некој друг во нешто, во некоја релација, затоа што ние така сме сакале. И затоа што тоа е најдоброто нешто што можеш ти да го направиш во моментов. И јас затоа велам, ја не сум разочарана ако другите луѓе не ми вратат на истиот начин, затоа што не тргнувам во релации или во однос или во работа, затоа што очекувам нешто за возврат, затоа што одам во тера, затоа што сакам сама себе да го својот максимум да го покажам и таму. И некогаш си викам, добро, можеби ми е страв пак да бидам разочарана, ама на крајот на денот тоа сум јас, да се дадам и да видам што ќе добиам за возврат. И луѓето не одат со таа несебична перспектива, многу често. Да, и мислам, превршувајќи го разговорот, многу е тешко кога го немаш тоа видено во пракса. Кога го немаш моделирано од никој и пак идеме до тоа немање на доволно, дали ќе го кажеме менторство, дали ќе го кажеме учење од некој преку тоа што ги гледаш како shadow, и само тоа што ние не гледаме какви ефекти има, многу е тешко, теоријски може и го знаеме, може би сме свесни за тоа, ама кога ќе дое во пракса, совет ќе даваме супер, ама да имплементираме за самите себе нема, бидејќи го немаме видено. Не знаеме што ќе се случи. Ако може да, нели, на крајот од разговорот да го завршиме со некоја, можеби, некој не е ни совет, туку можеби нешто што функционирало за нас двајца и ова го знам од нашите разговори. Баш тоа што го спомена во животот да се најде ментор. Меѓутоа многу често ние примерот го бараме во фамилијата, најчесто нели од оние наши затворени кругови и многу луѓе мислам дека го изоставаат моментот дека примерот тебе може да ти дојде од многу различни средини. Може да имаш пријател кој што ќе ти биде пример, можеш да биде
партнер, може да биде професор и така натаму. Меѓутоа, мислам дека секогаш во животот треба да си ги отвориме хоризонтите за многу повеќе работи или да речеме, добро, мене овој човек ќе ми биде пример за една работа. Меѓутоа, дај да најдам пример во професионалниот живот кого ќе гледам како така чив пат ќе следам, кој ќе ми биде мотивацијата. И многу често заради сите тие негативни искуства кои што ги слушаме, не влегуваме во нови работи кои што на нас можеби ќе ни го докажат спротивното. Така што ајде да пробаме да најдеме пример што за нас функционира во секоја сфера и кој ќе ни биде мотивот и човекот кој што ќе го следиш и ќе си речеш ако можел он, можам и јас. Да, јас секој што викам, некојаш се има лоша слика за менторството или за ментор, бидејќи ние очекуваме од една личност се. Ама не е така. Ти убаво почни со еден, ама пак има јасна представа што сакаш од таа личност. Да, јас во моментов, например, имам неколку луѓе кои што ги сметам за ментори, ама да, они може би се сличен профил, ама ми се сите за различна работа. Имам ментор за едно, имам ментор за финансии. Не можем на секој да се ослонувам за се и знам дека ако нешто ми се случува приватно, одам кај него. Или ако нешто ми се случува, не знам, финансиски проблеми, што и да, идам кај друга личност. Да, може некој се случи да бидат иста личност, ама тоа не најчесто не е така. И не знам, сум имал луѓе кои што се од спортот, кои што со нив само за спорт зборувам. Ја од нив учам за спорт, ја од нив не учам како е да се биде нешто што тие не можат да ми го дадат. И тука е оно што и најчесто пак кај менторите постои таа како да ја наречам потреба за да се биде се за личноста која што ја менторира. Не, окей е да бидеш само за едно. Кај нас најчесто, знаеш, потребата од тоа ние да имаме multiple personalities е многу голема. Заради тоа што јас сама себе сум се ставила во ситуација кај што сум рекла, значи јас можам да ти бидам само пријател во моментов или можам да ти бидам само партнер или знаеш, не можеш секогаш да ги имаш сите работи кои што другиот човек ги очекува од тебе или дури кога сакаш да ги дадеш. Заради тоа што едноставно моето знаење, моето познавање на работите и нашиот однос го налага тоа јас во моментов да не можам да бидам се. И тоа е многу во ред да се да се прифати, меѓутоа и од другата страна, како што велиш и сам, да не бараат во тебе се, затоа што различни аспекти од животот бараат да имаме различен пример. Меѓутоа, повторно ќе се навратиме на оно кое што го почнавме од самиот почеток, а тоа е себесвесност и себекритичност. Многу ни е лесно да критикуваме други луѓе, меѓутоа многу е тешко кога треба сам на себе да си го прифатиш тоа. И мислам дека за жал, ако станеме повеќе себе критични и кои работи ни недостасуваат, ќе почнеме повеќе да размислуваме и за ментално здравје и за психолошка помош, ќе почнеме повеќе да ги разбираме другите, ќе почнеме да правиме вакви работи, така што комуникацијата во ова општество во кое што живееме, мислам дека е повеќе од клучот. No. Се додека немаме комуникација, нема да имаме ни себе критичност. Така што едното мислам дека си оди со другото. За крај, сега да те прашам и ова е нешто што најверојатно ќе практикувам за сите гости во дена. Дали има нешто кое што ја не те прашав, не зборувавме, ако што сакаш да кажеш? Мислам дека опфативме се она кое што беше важно и некако следот на темите си одеше многу природно, така што кога немаш план ни замисла, веројатно кажуваш се што имаш да кажеш. Така што само се надевам дека барем некои од овие делови ќе бидат реално практични за оние кои што не слушаат. Дали ти мислиш дека опфативме? Да, мислам дека бидејќи нели се видовме пред да имаме подкастов, изборувавме баш за овие работи и баш ми е мило што пак ќе кажам имаше причина што на самиот старт зашто сакав со тебе да збориме и мислам дека има доста што може да се извлече од неколку различни аспекти. Завршувајќи епизодава, кај за секој гостен, кој е твоето прашање за тие што не слушаат сега?
Баш прашање може да биде. Која е причината поради која што одлучуваат луѓето да не комуницираат?